Пред малку повеќе од една година на ова исто место разговаравме со Атанас Георгиев, монтажерот и продуцентот на филмот Медена земја, веднаш после големиот успех на Санденс. Тоа што тој го најави тогаш дека допрва следуваат големи успеси, се покажа како вистинито и мислам дека светот, фокусот го сврте кон кинематографијата на филмот Медена земја, бидејќи во документаристиката се знае кој е клучот на успехот на филмот. И јас ја имам честа и задоволството веднаш после враќањето од Лос Анџелес да разговарам со еден од снимателите на Медена земја, Фејми Даут. Ви посакувам добри дојде, ви честитам од се срце што ни приредивте такви успеси низ целата година. Успесите се нижеа, врвот беше појавувањето на црвениот тепих и стигнувањето до оскаровскиот гламур. За нас веќе ги освоивте Оскарите и беше навистина ирелевантно дали ќе бидат добиени или не, зашто светот никогаш толку не зборувал за документарен филм како сега. Фими, добре дојдовте во Астрорум. Добре те најдов. Баш ме драго што конечно добив прилика да дојдам дел од твојата емисија. Вие снимателите сте секогаш во втор план, морам да признам, тука се актерите, режисерите, тие истурени единици. Не сакаме толку многу да се експонираме. Нашата работа е секој пат позади камерите, мислам таму се знаеме најдобро работата, меѓутоа кога доаѓа моменти треба пак да се појавиме пред камера. Да. Може ли да направиме резиме пред да почнам да ве прашувам за вашиот личен развој, како течеше процесот со Медена земја? Дали веднаш откако ги направивте оние маестрални кадри со Атиџе, со природата, со пчелите, кога ја откривте универзалната порака во филмот и потенцијалот, дали знаевте дека ќе дотурка довде, иако успехот продолжува? Вие во март. Не можеш никогаш да знаеш до кај ќе стигнеш во овој процес, да речеме, во филмската индустрија. Меѓутоа, ние имавме таква некаква замисла дека ќе идеме толку далеко. Значи, бевме фокусирани на тоа да го завршивме филмот, значи пред се снимањето да помине во најдобар ред, потоа делот со монтажата и да на крај да имаме производ кој што требаше да го произведеме, да им го дадеме на светот. На светот. И се случи Санденс. Мислам, можда тоа беше најдобрата одлука да филмот таму се прикаже премиерно. Иако имавме можноста да биде дали на Берлин, дали на Санденс, мислам дека некако инстинктивно ни беше повеќе поблиску до Санденс, бидејќи е филм тоест фестивал на независен филм, алтернативните таму поминуваат. И тоа беше правата одлука. На крај целиот свет го препозна тоа, поготово жирито на Санденс. Ни ги доделија тие 3 награди кои што буквално беа одскочна даска за целиот филм и целиот тој успех. И од таму почна цела таа еуфорија и фама околу самиот филм. И од ден на ден, значи, само се надоврзува успеси од еден фестивал на нареден, па се до пред 2 недели кога бевме присутни на Оскарите. Вие со Самир го добивте филмскиот Оскар пред одржувањето на Оскарите. Вас асоциацијата на сниматели во Америка се смета за врвот, го препознаа филмот и меѓу такви имиња кои што беа наградувани и на Манаки и секаде во светот,
беа и потоа и Оскаровци, нели? Претежно се, мислам сите, не сите, меѓутоа голем број од членовите на таа асоциација се веќе Добитници на Оскаровци, Оскар. да, мислам светски признаени као сниматели и тоа не беше барем мене лично најголемо искуство. Иако имавме прилика и на Манаки да ги среќаваме сите тие светски имиња и да имаме дружби, меѓутоа овдека беше дури нешто повеќе од тоа, бидејќи тоа траеше цела недела, значи самиот избор со средбите пред главната вечер и коментарите и реакциите што ги добивме од нашите колеги кои што или као се светски признани, не беа драгоцени за тоа е за мене, само за мојот успех. И... Па вам ви е врачи наградата и човекот крај, што го да, сними Джокер? Джокер и самиот почнал со документаристика и Тоа не неговата беше, порака да. беше многу силна од Тоа сцената. не беше на крај као бонус на целата таа еуфорија, бидејќи смајде знаевме дека актуелен е сега филмот Джокер, дека он е режисер на филмот и главната улога на Јоакин Феникс. Меѓутоа, откако не врачи наградата за сцената, кога се тргнавме од одбината, имавме таква една прекрасна, не знам, Комуникација, поделба да. на такви убави коментари за нашиот филм, за неговиот филм, значи тоа што мислам е реткост да се чуе од филмски луѓе, мислам од режисери од таков ранг. Со тоа што и он самиот почнал со документар, се вика дечки, ова е нешто што вика дури ја да би сакал да го направам, ова не можам да го направам. Значи нешто што значи повеќе од награда. Вистина прекрасно и се гледаше искрена емоција. Мислам, Америка е позната по тоа што веќе се протокол, но овдека имаш излегуваше од тие рамки. Не мора никој да каже толку пофални зборови. Баш дека, мислам, како што викаш ти, знаат да проценат што навистина вреди. Можда луѓето ќе го сватат филмот на поинаков начин, меѓутоа одредени луѓе значи знаат да прецизно одлучат дечки ова е навистина добар филм, како што и претходно се случи нели на Sundance. Не е тоа случајно као таков Но не е ни една резултат. награда. Да. Значи, она што е главната поента на Медена земја дека прави промени во светот, има една универзална порака толку потребна, што ја препознаа камерата и секако главната награда. Да, и една од коментарите, мислам и рецензиите што ги видовме по Variety, Hollywood Reporter, мислам не споредуваат со холандските сликари, значи демек слично светло користење на таков амбиентален Јас прв пат реков пристап, дека го гледам Ван Гог, сончогледите и Атиџе со жолтата боја и тоа е нешто што дополнително мене ми дава као снимател на мотив за понатака да креирам и да работам со полн интензитет. Ке се вратиме ние на Медена земја, но мене ми беше многу убаво. Денес ретко можеме да слушнеме искрена емоција, искрена радост, луѓето калкулираат, но со право, бидејќи што и да изјавите ќе бидете дочекани на нож. Ниту треба да бидете позитивни, ниту негативни, но вие единствен рековте дека сте сонувале за ова. 20 години. Па да, ќе се навратам се поназад во почетоците мои. Значи ја почнав далечната 98 да работам како тонец во една наша локална приватна телевизија и тогаш сватив дека ова е нешто што би сакал да го работам. Виновник за тоа е наш колега Аслан Вишко, кој што ме посочи дали сакаш да работиш во таков медиум и као паднат од Марс викам супер, сакам нешто ново да пробам. И почнав од таму. 2000-та се запишав на академијата, на нашата академија, за одделот филмска ТВ камера и некако тогаш сватив што е филмот. Значи, дека таа една така голема и впечатлива индустрија, нешто што ме привлекува и сакам тоа да го работам. И секоја година од 2-3 сабајле, мислам како што беше оваа година, значи се будам, пуштам телевизор за да гледам, да видам кој ќе добие Оскар, кој филм е најдобар, колку Оскари ќе добие. Бидејќи тоа е нешто што и за време на студиите учевме од сите тие филмски имиња. И тој сон од тогаш се појави. И на крај некако пред самите 2 недели се реализираше да сум во кругот
најпознатите светски имиња во филмската индустрија и да разговарам, не само да ги видам или да се сликам со нив, И да сте вие тој кој што и тие плюс да сакаат да добиам разговараат. признание и позитивна критика. Значи тоа беше што тоа имате сега сум дури онаа возбуден од самата помисла, колкав беше тој пат, значи да од таа далечна 2000 година да стасам до самите Па Оскари. тој не е многу време, има луѓе што целиот работен век сонуваат, има други што не добиваат ниту Оскар, ниту номинација. Се гордеам со самото тоа, бидејќи знам колку труд сум вложил во целиот тој процес на работа, на креирање, на осознавање, на учење и некако ова ми беше на окей, значи нешто постигнав, ова ми е тоа што на крај и го посакував. Сте го заслужиле зашто сите од вашата фела во телевизиите, сите што се работувале со вас го имаат истото мислење, дека сте голем работник, дека сте чесен, дека е пријатно да се работи со вас. Дефинитивно и го посакувам тој на останатите мои колеги, мислам и идни генерации кои ќе студираат или кои не мора да студираат, значи кои што се бават со оваа професија, само да бидат упорни во нивната работа. Мислам, еден ден може да ќе се насме среќата дали порано или покасно, значи мислам дека само треба да се упорни. Ова е многу добра порака од филмската индустрија дека препознава едно дело кое што било работено со оскудни ресурси. Вие сплетот на околности беше таков, да нема струја, да немате многу работи што би посакале и што ги имаат големите филмаџи, а тоа да се покаже дека е предност, а не мана. Па да, фактички со самите тие услови почнаш креативно да размислуваш кој е најдоброто човек, решение. жив ѓавол. Да, тоа и можам да кажам и за време на нашите студии. Го научевме од самите од себе, бидејќи немавме доволно ресурси и доволно техника за да си приуштиме да имаме не знам какви движења со камера или не знам да го решиме тоа на таков технички пристап. Размислуваш на нешто што е поедноставно, си кажеш со светлото ќе направиш некоја мала промена или со камерата, па не знам поедноставно движење. И тоа е еден компромис, мислам, мораш да размислуваш и да се адаптираш према условите кои што ги стекнуваш за време на снимањето. И ова не беше предизвик уште од старт, кога видовме дека таму нема струја, дури условите за живење не се така едноставни. Па ни простор, вие немавте дистанца да поставите камера. Немавме ни простор, мислам, тоа беше толку мало растојание колку што сме ја ти сега, мислам, толкава е просторијата и си рековме да, можда е тој најдобриот начин да го снимаме, значи без додатно светло. Не дека немавме можности да изнајмиме или да купиме некој си мало светло, меѓутоа тоа ќе повлечеше па други работи и рековме да останеме на тој амбиентален пристап на снимање, за ете на крај да се свати дека е најдоброто решение во тој момент. Мислам да имавме и малце подобра техника, од тоа немаше да го постигнеме истиот ефект. Ќе бевме можда поопуштени во однос на работата, ќе си речеш, се имаме време или не знам, имаш доволно батерии или имаш доволно простор за снимање. Овдека бевме секој пат на штрец, дали ќе ни достига батерија, дали ќе имаме доволно меморија, го бркаме денот, значи сонцето да не ни избега, значи сите тие работи се нешто што ни дава притисок, али и свативме и стимул како можеме тоа да го совладаме. Сега има некои работи што заради заслугите, заради сонувањето се случуваат и се необјасниви, како што тука зборуваше монтажерот за некои моменти кои што се поклопиле, но ајде да ги тргнеме тие настрана. Вие како снимател сигурно имате чувство, тоа треба да си има афинитет, треба да си има дарба, но треба и да си има знаење, затоа што многу работи, предпоставувам се постигнуваат и низ праксата. Колку ви помогна вам таа пракса што не почнавте веднаш од клупа да снимате филмови, вие работевте и рековте во телевизија? Значи, после, само што завршив со академија, продолжив со уште кратко работење во една од медиумите, меѓутоа од 2005 одлучив да не работам повеќе телевизија, да се свртам према продукцијската работа, значи видеопродукција, музички спотови, реклами, кратки видеа, играни
играни проекти. И тоа беше период на учење. Значи, факултетот не созра до некаде, меѓутоа дел од работите... насоки, ама на вас останува. Меѓутоа, и ден денеска учам. Значи, ако 20 години помина од тоа што почнав со студии, ден денеска сваќам некои работи како треба да се прават. И тоа нешто е што е креативен процес, се развиваш со самата работа. И мислам дека овдека на филмот ни беше тотална слобода како ќе работиме, што ќе работиме, значи со сите тие ресурси што ги имавме. И не знам, тоа не е можда мотив за да видиме што понатака како би работеле. Дали ќе се најдеме во документарната програма, дали ќе се најдеме во играна продукција, значи нешто што ти дава просто да истражуваш дали сакаш таму или сакаш ваму. Толку беше жив филмот што многумина ве праша. Мислам дека едно од најчестите прашања беше колку има фикција внатре, токму вашиот одговор некаде го слушнав дека 99% е спонтан и дека само заради пропуштање на некои сцени моравте да го вратите семејството да само дојде. Неколку сцени кај што ние веќе не бевме присутни во самото село, втората фамилија веќе беше вселена, значи тие некои процеси ги имавме испуштено, од неможност да снимаме. И на најпристојен начин ги замоливме дали тоа нема да им представа проблем, значи само да го рекреираме тоа како нивното доаѓање. Меѓутоа, сето останато како што може и гледачите да видат, има сцени кај што дури самите не можеме да ги замислиме, тоест и да ги режираме. Значи сцените со кравите, девојчето како се дави во реката, значи убодите од пчелите, значи тоа се работи кои што се случуваат. И да сакате не можете да ги предизвикате, да ги наместите. И тие се работи кои што ние бевме онака што би рекол 24 часа будни за време на присуството таму во селото да видиме што е можно повеќе да снимиме од ситуациите. За жал мислам некои работи како родител криво ми е што не сум изреагирал, значи да им помогнеш на тие деца. Тоа сега ќе ве прашував, за таа етичката страна. Етичката страна сум имал доста на грижа на совест зашто не направив така или не направив вака. Значи можда требаше да оставам камерата на страна па да тргнам и да помогнам на самите деца и што и да се случува во тие сцени. Меѓутоа кога се работи во еден таков процес, секој кадар е битен. И можда за тоа некако одлучив да не тргнам да реагирам на тие одредени ситуации. Не ве прашам за тоа, кој работел документаристика знае, еве дури овие фоторепортерите од воените жаришта, најмоќните фотографии се за жал одраз на некоја болна случка, на ништо, но мора да има некаква бариера, тоа е дел од нашата професија, да бидеме реални. Ве дочека на нож, вие гледавте цели дебати на Facebook и луѓето... До скоро добив една критика од турски некој си, како да е, гледач, кај што добив навредливи зборови, зашто не сум реагирал на одредена сцена, меѓутоа не одговорив на тие провокации. А што да одговорите, Знаете, некои луѓе не го сваќаат тој пристап. Документарниот филм е некако можам да кажам по-комплицирана и по-комплексна тема за работа. Многу потежок, да, во секој смисла. Поедноставно е, нели, со играните филмови, тоа е фиктивно, го правиш, го градиш карактерот, ја градиш приказната, мизансценот го градиш и сите тие работи. Документарниот филм е сега, значи во одредено време, одреден момент, ако го фатиш, ако не го фатиш, нема повторување. Не може да го прераскаже. За тоа некои работи рековме дека мора така да се случат и останавме ладнокрвни, на некој начин. Вие имавте толку изграден лик што не требаше да го градите, Атидже да се најде на таква комплексна личност, толку слободна пред камерите. Вие знаете каков процес на подготовка предходел. Тоа не беше исто предизвик, предизвик уште првиот момент кога ја запознавме Атидже, првата средба 2015 беше тоа. Беше конекција или не знам да кажам љубов на прв поглед. Значи да видиш некој карактер кој што документаристите тоа го бараат. Цел живот трагаат по такви карактери, кога се појави пред нас како да се познаваме цел живот,
пристапот и отвореноста према нас беше толку едноставна и приземна. Вие сте сонувале за Оскар, таа сонувала да пее пред камера. Пред камера. Значи тоа и беше некоја си нејзина неостварена желба, меѓутоа ете на крај се оствари да има некоја си ТВ екипа која што ќе снима, ќе направи некоја репортажа за неа. Ете се појавивме ние, имавме што се вика двоен интерес. Прекрасно. Беше ли можно да се сними филмот пократко или просто не беше возможно? Вие моравте да ги фатите времињата од годината, со пчелите, целиот тој циклус? Почетокот беше многу поинаков. Замислата беше да снимиме едно кратко видео за нејзиниот живот и како ги одгледува пчели, диви пчели. Меѓутоа, со самата појава на втората фамилија, почна да не се појавуваат и други идеи, Кога значи го дали добивате може контрапунктот, така, драмско действие. Бидејќи поентата беше 15 дена снимање, да го завршиме од не знам 15-20 минути документарен филм и толку, меѓутоа кога видовме што таму се случува и почна да ни се појават тие идеи што ако направиме вака или што ако направиме така, дали е позитивно да продолжиме во друга насока. И тој процес беше многу битен. Ако се откажевме, ќе беше друга приказна, со тоа што продолживме, свативме дека нема крај на документарниот филм. Значи, ние можевме да продолжиме уште 2 години понатаму да снимаме, ќе добивме сосема трет филм и едноставно решивме дека треба да прекинеме. Мислам, ние последната година почнавме да монтираме и да снимаме паралелно и така веќе изградивме приказната и на крај решивме дека тоа е заклучена е како приказната. Главната поента во филмот ја имавме од самиот почеток, пола за пчелите, пола за за атиже. И останатото беше само креирање на некаква естетика, нечи шлак на тортата и сите тие работи. Но не би можело да се случи љубов на прв поглед и вие да не живеете според начелата на Атиџа. Јас колку што ве познавам како тим, еве вас, Атанас Ѓорѓиев, вие сте Атанас исто загрижен за иднината на своето дете, вие за вашите деца, вие и пред да го снимите Меда на земја, постојано она што се гледаше на вашиот таймлайн на Facebook е да се помага, да се држи балансот во природата. Значи, вие живеевте со тоа начело и просто ова беше како некаква си спонтана спојка. Ова, значи, не е прв, а не е ни последен филм што би го работеле заедно со Љубомир и као цела екипа. И претходно работевме останати во Преспа, така. Во Преспа, значи Lake of Epos и останати би рекол кратки видеа или за живот на средина, за балансот во природата, ги опфаќа сите овие теми кои што ги има фактички во самиот филм. И веќе бевме привикнати на тие услови на работа, на живење, грижа према околината. Емпатија. Фактички главната поента потекна таму, работејќи на друг проект кој што беше поддржан од Фармахем за источнопланскиот регион покрај реката на Брегалница. Така ги осознавме тие празни дупки кои што не заинтригира што се тоа, дознавме од локалните луѓе дека тоа се празни гнезда од пчели. Тоа не беше веќе некој си постоечки проект со Љубомир и рековме можда ова е добро да се истражи. Да се истражи. И сите тие работи некако спонтано, меѓутоа во правилен текст се појавува и рековме дека треба да се искористи можноста да се направи таа приказна. Бидејќи документаристиката можеби сега стана актуелна, ама не беше толку атрактивна и затоа плени вашата треба да е исконска таа љубов и желба да се работи на ова. Затоа пак ќе кажам дека можда е поголем предизвик да се работи во документарен филм отколку во игран филм. Фикција. Бидејќи не можеш да предвидиш што може да се случи во одредено време. Со играниот филм е некако полесно, секој си има своја улога од камера сектор, од глумци, од сценографија, сите тие работи. А овдека треба да се мисли на сите работи. Мислам, ја како како снимател, значи треба да размислам за сите останати работи околу самото снимање, не само како за својата камера. И не знам, тука е финеси се во прашање. Значи можда е барем сега во моментов актуелно и мислам среќен сум од една страна што документарниот филм веќе длабоко навлегува во општеството.
опфаќа теми кои што играниот филм дури не може така да ги опише како што може документалниот филм да ги опише. Многу е грдо во 21 век кога си уште зборуваме за поделби етнички, вакви такви. Медена земја е типичен пример кога од толку убави нешта, од убавината на филмот, од големите успеси, никој никогаш, барем до овој момент од кога постигнавте големи успеси, кога почна да работи и егото, и на фелата, и на сите, но тие немам навистина намера да трошам минути за тој момент. Вие покажавте дека сте мултиетнички внатре во тимот, сите со различен бекграунд, некои се со соодветно школување, некои се натуршцици, да ги кажем, иако тие се со, како Љубош, што е со многу поголемо искуство во овој дел од приказната. Дека можете да дишате заедно како филм и дека филмот е резултат на еден таков сложен тим со разнородни нешта. Позитивна работа беше што ние како екипа, или како што спомнам пред малце, сме од различни сфери. И генерацијски сфери, да. Секој има некакво си искуство, или како бекграунд. И таа комбинација, значи, искуството на Љубомир, на моје, на Тамара, на Самир, некако беше спојено, онака, да кажем, совршен спој на сите тие, иако сме различни како карактери. И можда да еден од нас не достигаше, можда ќе беше друга приказната. Значи можда ќе се ориентираше на една страна или ќе доминираше друг карактер за време на снимањето. Меѓутоа разговаравме цело време за снимањето, значи што правиме, значи ова се случува, дали е добро да тераме во друг правец. Постојано баравме некакви си креативни решенија, дали да биде тоа продолжување на животната приказна натежа, колку да се балансира втората фамилија, дали ќе тераме со животните, значи сите тие работи ги имавме во предвид. И тие различни искуства беа многу клучни. Љубомир е најискусен во однос на животната средина. Тамара е млада, женска естетика. Имаше некои си многу креативни, интересни као решенија, дали може така да пробаме. И секој пат ни беше предизвик. Добра, сега ќе пробаме вака. Па гледаме дека не иде приказната како што треба. Океј, сега бараме друго решение. Можда, не знам, тој спој на нас четворица во самото снимање беше клучната работа. А и сите со неверојатно чувство, дури овие што не се занимаваат со фотографија, неверојатно чувство за фотографија, бидејќи гледајќи ги на социјалните мрежи, дури фотографиите и на Тамара и на мислам дека тоа е главната работа во филмот, светлото. Карактерот ни беше најголемо на мотив, мислам, Атиџа како лик ни беше нешто што не ќевме да испуштиме, значи се инспирираш едноставно гледајќи ја неа што прави, како живее, како действува таму во она што ние сме го заборавиле во ова. Да, сикаш како може она на толку едноставен живот, кај што нема ни електрична струја, ни вода, ни мрежа, мислам, за телефони, живее стрекна. Значи, пее цело време расположена, позитивна. И сегаш ние сме толку зависни од сите овие обкружувања околу нас. И тоа беше нешто плюс дополнително, што кажеш, чекај, окей, ајде ние малце да се спуштиме на земја и некако се прилагодивме. Не знам, можеби јавноста не беше запознаена дека вие и додека го снимавте филмот веќе им наоѓавте решение и на семејството и на Атиџе, вие веќе ја обезбедивте подостојни услови на живот, веќе обезбедивте начин на кој што семејството ќе има приходи за да ги школува своите деца, кампањата со медот и го носевте тоа бреме, таа совест веднаш почувствувавте или просто сакавте да тоа се дојде само од себе, значи не додека бевме во Санден, значи се појавија тие идеи, например, за да помогнеме со кампањата и на двете семејства. Значи нешто доаѓа, само ни дојде. Значи гледајќи други проекти што се случува, како се случува. И не знам, некако се поврзавме со двете семејства. И тоа ни беше као никаква морална одговорност. Значи не е само поента да завршиме со снимањето и да ги оставиме во таа средина да се продолжат со нивните животи, сакавме на некој начин да им се заблагодариме. И едно од начините беше да се обезбедат некакви средства, да на Атиџа се обезбеди по-пристоен дом за живење, како и на втората фамилија. И тие работи почна
последователно да доаѓаат преку фондацијата, значи кога направивме преку промовирање на филмот и донации за мед, така и порасна и другите идеи за помагање. Тука, мислам, многу му прилега на филмот дека првата помош, главната помош дојде од швајцарски фонд. Так. Мислам, сосем природно една земја која што е пример. Да, многу логично да работите. Не знам колку време имаме, колку фестивали поминавте, колку награди собравте вкупно? Последно видов, значи 48 номинации се вкупно, а 30 за една година. За една година, 32 награди. Тоа е импозантно. Да, маце дури повеќе од реално дека нешто би. Тешко ви паѓаше кога ви требаше помош, ја немаше, иако вие не сметавте на никаква помош. Тешко ви паѓа кога секој сака да зграби светка од она магична прашина сега. Тоа е логично, мислам, гледаме, свесни сме за нашата средина, во каков свет живееме. Понекој пат доста луѓе се лакомат, себични се, значи дури на туѓ успех сакат некој да се придобие. Меѓутоа некако речевме тоа да го трнеме на страна, да се фокусираме на тоа што не е главниот мотив, значи да го завршиме филмот, промовирањето, успесите, значи како што се доаѓаат едно по друго и да не им оддаваме толку внимание на сите тие работи, бидејќи само одзимаат и нерви, време, чинат, да. Секој пат ќе бидеме на таргет, дали сме биле вакви, дали сме биле онакви, зошто била тиже, не знам, турчинка, а и не сте може да најдете нека македонка место турчинка. Имаше и такви коментари и си рековме подобро воопште да не комуницираме на таа тема, бидејќи колку и да се трудиме да објаснуваме некои работи, ќе отварат нови прашања. И тоа, како лавина ќе продолжи. Можда е најдобро понекога да се закитат за некои работи, меѓутоа треба и јавноста да знае, меѓутоа не во време. Вам би се случи уште ова за крај, од Санденс навака, вие отпатувавте во далечна земја, имавте во меѓувреме и проект, дали сега агентите се многу позаинтересирани, дали веќе ги пикирате вашите следни проекти? За среќа имавме прилика да запознаеме такви луѓе во Лос Анџелес и претходно во Њу Јорк. Се е тоа возможно, меѓутоа има еден дел што од работите што треба да се изработат, значи имате некои си нивни принципи на работа, како може да се стигне до поголема соработка. Во процес сме во преговори сме со агенти за понатамошни проекти, меѓутоа сепак останува време да се види кога тоа ќе се оствари. Јас не стигнав да ве прашам, вие имате успешни проекти и во Косово и во Албанија, таму знаеме како се развива таа сцена на вистина галопирачки напред. Можда за наша жал, таму веќе некако повеќе се напреднати работи, значи системски повеќе, да. Меѓутоа ете мислам не мора да значи, мислам можда луѓе да останете зими да снимате 100 играни филма, меѓутоа да нема никаков успех. Нас не се случи опозитот од тоа. Голем. И нема правила. Значи по некој пат е само да се погоди во право време на право место, значи проектот ако е добар, без разлика кај се ќе има успех. Знам колку сте посветени на семејството. Ви се радуваа синовите кога се вративте? Долго време бевте одсутни. Значи, тоа имав и едно прашање исто на пресконференцијата за самите Оскари, значи ја имам 2 Оскара дома, тоа се DRT Рајан. Тие ми се најбитните у мојот живот, така да кога ќе дојде другиот Оскар не е страшно. Ќе почекам. Свесни се за успехот на татко им? Да, големиот син дури беше разочаран, имаше 2 дена плачење зашто не го освоив Оскарот, иако претходно му донесов тако еден сувенир од Оскар, меѓутоа не е малечок за да го излажеме, рече не ова вистински, го сакам тој вистинскиот. Се навикна на сите останати награди кои што ги добивме за кинематографија и го чекуваше Оскарот бидејќи и сопругата му беше логично, да. И сопругата му ја отсуствуваше од дома и свати дека значи отидене сме на Оскари, тоа е нешто големо, нешто и очекуваше награда. И
беше разочаран, тато му кажа дека ќе има време за наредните Оскари, дека Така е. ќе добивам еден ден, така да Ништо има сте се време. обврзале, мора да го добиете Да, Оскарот. мора, Да, да. има време. Не го спомнавме вашето семејство, знам дека од секогаш ве Поддржуваат, почитуваат, да, поддржуваат, да. прекрасно семејство, вие имате свое семејство, Оскаров е круна, мислам, на и со целиот документарен филм е круна на еден чесен живот и Така. една чесна желба за успех. Дополнително што сите ни го кажуваат тоа и за време на Оскарите и го свативме самите без тоа да ни го кажат, не е битно наградата дали ќе ја добиеш статуетката или не, битно е самото учество. И доста од луѓето што ни зборат таму, дечки, вие имате 2 номинации, значи кога ќе отвори било кој на сајтот, значи на IMDb, кога ќе отвори дека постојат 2 номинации, значи тоа е многу повеќе од една награда. Така да вика бидете среќни со тој успех, значи ова е нешто што Да, ретко вие се бевте преседан со да. самото тоа што документарен филм влезе во Историски. категорија Значи, на странски филм. Тоа не е некако Non-fiction уште од со сам fiction. ден да направивме таму една нова историја, значи 3 награди, потоа по останатите фестивали. Па и со првава нашата, на од фелата што ја добивте, прв пат добивате. Плюс, да, за АСЦ наградата, значи историски за нас, за македонската кинематографија и самата номинација на Оскари, значи во 2 категории, тоа е нешто што, ете, тоа е најгордото нешто барем за нас. Не знам дали ова ќе биде достојна компензација на она што вие ни го приредувавте, таква радост овде Па, мислам дека колективна, ќе биде, како еден од омилените да, Стенли режисери. Кјубрик, па и на музичарите омилен, бидејќи како ретко кој знае како да ја употреби музиката. Се надевам ќе ви се допадне. Сигурно. И јас ви посакувам ова да е само почеток на една таква светла, надевам и голема јас, кариера. И веќе следните години не само номинација, туку и Оскар. Дај Боже. Да, важно е да се учествува, но Ќе синот знае работиме дека на тоа. Поентата е човек само да не се откажува од својата професија и својата намера. Што повеќе работи креира, повеќе можности за награди. покажавте дека можете со еден фотоапарат да направите Да, чудо, сега да. би ви посакала цело време со Алекса да Па, работите. ја би евентуално дури со iPhone, што е полесно може и со тоа Кон да се таму направи. оди Да. технологијата, Да. да. Благодарам Феми за ова гостување Благодарам и на поканата. навистина да си посакаме уште многу филмови како Медена земја, да не учат како треба затоа што се изгубивме во Така. оваа цивилизација. Ви благодарам.